Минирајќи ја уставната презумпција за невиност на обвинетите, ние мораме да се браниме, а таа да молчи. Ние можеме, имаме уставно право и законско право да се браниме со молчење, а таа да докажеме. Дори во делот печатот провеува, сигурен сум несвесно дека Тупурковски не успеа да докаже. Јас нема што да кажам. Обвинителката и обвинителството треба да докажат дека јас сум направил кривично дело. Со молчење, такво кривично дело теорија нема во било кој правен систем, а камоли во демократска држава да се докаже. Згора на тоа, не само што не прозборен, не само што не изведен ниеден соодветен доказ, ниеден од незините сведоци не ме познава, ниеден од незините сведоци на ниеден начин не ме имплицира во никаква фаза на било какво создавање на кривично дело. Со ниеден од незините сведоци не сум се видел во животот, нити ги познавам. На ниеден од незините сведоци не сум се јавил по телефон. Значи, отпаѓа војниот момент, како клучен елемент на описот на кривичното дело, а камоли умислата дека имало конспирација и дека јас сум го подготвил тоа кривично дело. Згора на тоа, во меѓувреме е сменета од должноста, едногласно од судовите на обвинителите, па потоа вратена со негативен глас на републичкиот јавен обвинител. А смената е за немање капацитет, за да може да води вакви процедури. Грубо го оцрни Уставот на Република Македонија и го наруши моето човечко право на презумпција на невиност. Но на фактите. Конечно, се струши фамата за кредитите на Тупурковски. Против појавноста, заради политичките борби и никогаш до крај не изразено во некоја конкретна бројка, сега ме обвинуваат за 8 кредити. И ме обвинуваат за 2 милиони долари. Значи, нити се 100 кредити, нити се 2 милиарди, нити се 200 кредити. На страна, што на ниеден начин тоа не може да се докаже како кривично дело.